Градовите живеат со своите знаменитости, со своите убавини, што или ги дарила природата, или се плод на човековата активност. Гевгелија во своето блиско минато имаше своја жива знаменитост, свој жив имидж или, како што многумина сакаат да кажат, жива легенда. Да се биде творец со вонвременски дух е даровитост. Да се талка по светот и цел животен век да се одржуваат бесплатни музички концерти. Емисија на човек полн со љубов. Да се спортува со велосипед, да се препливува Вардар во јануари, да се пишува поезија и да се снимаат филмови е само делот што го надополнува животот на Илија Џаџев. Роден во Гевгелија на 5 октомври 1926 година, Илија Џаџев завршил Природно-математички факултет во Скопје во 1954 година. Работел како професор по географија во гимназијата Јосиф Јосифовски во Гевгелија. Од 1954 година станал член на Друштвото на писателите на Македонија. Илија Џаџев долги години поред учествувал на Струшките вечери на поезијата, како музички илустратор и придружник на поетите од светот. За неговата активност, поетите од Македонија испишале страници со стихови обликувани во книгата Звуци стихови за Илија Џаџев во 1972 година, во издание на НИП Нова Македонија. Во Гевгелија, во неговиот дом, останале спомените од времињата во една одаја. Другото бил неговиот живот, светот, неговиот дом. Го прегрнувал него, светот, затоа што знаел дека единственото место каде што човек се чувствува човек е токму светот.
Илија Џаџев во македонската литература се појавува сосема спонтано во 60-тите години. Како што концертите ги одржувал на своја сметка, така и збирките ги печател со своји средства, бидејќи не чувствувал потреба некого да обврзува. Поголемиот дел од збирките ги подарувал. Тој бил човек со слободарски дух и во име на тој принцип, длабоко врежан во неговата душа, ја почитувал слободата никому да не се наметнува. Елементите на визијата во поезијата на Џаџев преку аманетот на минатото ја градат подлогата на епицентарот на случувањата на денешното време, од кој бликнуваат како рафали стихови против монструми врз етичкото и естетското во животот. Песните на Илија Џаџев го држат читателот во внимание како струјни лакови, повикувајќи го во иднина кон еден свет кој би можел да се гради само врз основа на миролюбивост, зближување, коегзистенција и благосостојба за сите. Учејќи занет кај татко ми, тој после една година, две, почна да доаѓа кај мене да се пострижува. И после тоа беше многу познат по неговата прецизност и точност, кога ќе ми закажеше и да се подстриже кај мене. Имаше едно специфично кај него што ми остана забележливо, што тој ќе ми кажеше: мајстор Попче, Ѓорги, сакам да дојдам на стрижење, али молим те, сум слободен само во 14 часот и 9 минути. Мене тоа просто ми стана многу чудно, како тоа баш во 14 часот и 9 минути. Зошто не биде во 14 години? Тој такав се беше по принцип. И што уште повеќе со што сум го забележал кај него, тоа му беше во свој стил. Тој можеби ќе дојше во 14 часот и 5 минути. Тие 4 минути ќе беше во близина на докинот и точно во 14 часот и 9 минути тој ќе дојше на пострижување. И само ќе ми кажеше: мајсторе, еве, јас сум точен. Може ли да седнам? И така почнав со него. Од тие нози, од тие од тој период јас го познавам и се до неговата смрт бев јас се поред него, пред него и така. 62 година, новембар, 28 новембар, јас правив жур. Исто и тој беше покани, тој беше на мојот жур, војничкиот жур. На 26 новембар тој сам се понуди да ми направи пијалци. Беше многу специјалист за пијалци направење. И на 28 уствари на 29 новембар, кога јас требаше да заминам во ЈНА тогашна, тој дојде во 7 часот на сабалите, од јас опште и не бев ни легнат. Тој дојде до ме и вика: Ѓорги, станувај. Викам: зошто, профе? Станувај, вика, да одиме да полагаш мајсторски испит. Прибидејќи на тебе во војската многу ќе ти биде потребна ова диплома. И да знаете, просто чудовиден. Кога отидов во војска, прво нешто што ме питаа дали што сум по професија. Јас му викам дека сум по професија бербер. И то професионален бербер. Вика: само още да имате и диплома. Јас одме ја задав и диплома се ја задав и со мене. И многу ми помогна во тогашна ЈНА. И еве и ден-денес сум многу благодарен на Илија Џаџев за неговата несебичност према мене и према целиот народ, што кога јас познавам во Гевгелија. Trojans raised a loud din and clamor.
На сегашната, значи, што е младена возраст, сегашен народ во Гевгелија, можам да им кажам само 3 збора за него. Немаше ни еден човек кој за Илија Џаџев не знаеше, кој за Илија Џаџев не го почитуваше и кој за Илија Џаџев не му беше како пример, како идол на еден граѓанин, поштенен граѓанин на нашиот град. Просто ние, гевгелчани, со него многу се гордеевме. Многу. И кај да одевме, интересантна работа, и кај да одише тогаш во Југославија. Од кај си, од Гевгелија. Леле, па добро, дали го познавате оној што свире на Хавајка од Гевгелија? Џаџева, Илија. Просто беше познат секаде на сите концерти. Тој опште и правеше своји самостални концерти. За мене многу интересно концерт во нека установа, медицинска установа, на некој болни модеж, чак во кревет, таму му правеше концерт. Да просто беше многу големи гестови правеше, добре намерени гестови, кои остава многу големи траги кај човечкиот фактор. Неговата работа и неговото творештво оставија траен белег за градот Гевгелија. По неговото заминување, градот го изгуби својот имидж. Добриот патник-намерник веќе не може да се соочи со природноста на концертите организирани во центарот или на шеталиштето кое поради неговата отсутност го нема оној жар и онаа маса од луѓе кои излегуваа само за да ги разведрат своите лица и да си одморат својата душа. Во своите патешествија Џаџев многу често ги посетувал познатите градови и во нив одржувал концерти, посебно по ноќните клубови и локали. Животот на Џаџев бил исполнет и со штосови. Имал околу 20 пара чевли и ги менувал дневно колку сака. Имал неколку тркачки велосипеди. Кога заминувал за Скопје до железничката станица во Гевгелија, одел со велосипед, оставајќи го таму. А кога се враќал, велосипедот секогаш бил на местото каде што го оставал, затоа што железничарите му го чувале. Илија Џаџев бил влюбеник и во серенадите. Во времето на неговата младост Гевгелија била позната по серенадите, гитарите и романтичниот живот. Серенадите вообичаено се одржувале во полноќните часови. Како поет остави 19 збирки поезија, како и 10.000 афоризми. Има снимено 2 филма со главна улога на надреалистички стил, и тоа 99-те во режија на Столе Попов, како негова дипломска работа во 1975 година, и Концерт за една душа
во режија на Иван Митевски во 1978 година. Илија Джажев, јас се казвам, бех ученик на него 3 години. И продажно стопанско училиште. И многу пати им го носил за Грција, им го носил за Крушево. На Шула Мина сме били повече пат на Златно Славе, че бехме таму. И така го упоминавахме секогаш со него. Човек неизвестен, што да ти кажам. Спортист, точкарист, што да ти кажам. Пешко беше стално, секаде беше. Многу добар човек, што да кажам. Со него често пати имаме и заедно настапувано и по Сирнади и на Смрдлива вода. Еднаш бевме и во Битола. Сеќавањата за него ќе останат, го знаат сите и како професор и како аматер музичар, добар. Работеше се, како да речам, со желба и со волја, без никој надокнади. Он свиреше на кавајка, кавајска гитара. Едно време и јас му дадов една жолта гитара од која бе во Крста Мисирков. И баш кога ми правеше серенада, вика, колега, види на 2 жици, на 3 жици свирам. Он беше малку сакша атракции вака повише. И по едно најстудено време ми права серенада. И често пати се собиравме во Венци, Грековски, со Микица, со Јово Диманчев, Кочко и полно друштво правевме убави веселно. Човек беше неверојатно добар и таков човек, мислам, тешко може да се најде. Илија Џаџев не и припаѓа на ниту една генерација поети или луѓе кои го мерат времето. Напротив, самиот за себе велел дека е длабок хуманист, но од друга страна и доста специфичен човек. Според неговата автобиографија,
Роден меѓу двете светски војни во градче меѓу три легендарни планини – река и езеро. Близу еден залив на Медитеранот, тој низ планетата Земја поминува околу 4 милиони километри, а тоа е 80 пати обиколување на земјината топка. Има слушано предавање на 4 европски и на еден американски универзитет. Како виртуоз на класична и хавајска гитара, одржува над 6000 бесплатни концерти на подиуми и сцени, во детски градинки, во рударски окна, на железнички станици, гранични караули, касарни, во студентски домови, пензионерски домови, затвори, на патнички и воени бродови, аеродроми, на плоштадите во Париз, Лондон, Берлин, Рим, Атина, Софија, пред пирамидите во Сахара, на Црвениот плоштад во Москва, низ многубројни градови во Македонија и јужнословенски држави. Илија Џаџев живеал живот без години, без мерка на времето со часовник. Тој заборавил дека се старее и се поминува. Едноставно, во него живеела вечноста на времето. Илија Џаџев во својата животна историја бележи и многу анегдоти со своите ученици, средношколци од училишниот центар Јосиф Јосифовски. Една од нив вели дека еден ден, кога заминал од наставничката канцеларија кон кабинетот, се чувствувал многу чудно, затоа што не го слушнал џагорот на децата. Тој ден требал да ги испрашува учениците за оценка. Но по влегувањето во училницата видел зошто го нема џагорот. Учениците ги немало, побегнале од час. Но Џаџев, познат по својот темперамент, не се загрижил многу. Туку со дневникот за работа се упатил во градот, односно во кафетеријата која била популарното место на посета на учениците. И не се излажал. Целиот клас го нашол во кафетеријата, па откога влегол, почнал таму да ги испрашува.
пат во Гевгелија се уште се прераскажува. Неговиот дом денес е празен, но името на Творецот останува да трае како дело на специфика и мобилност, со откривање пораки пред поколенијата. Со својот немирен дух, Џаџев остави достојно творештво за да го проучуваат идните генерации. Тој се вгради во редовите на оние наши творци кои со идеја и слух, со љубов и самопрегор, им припаѓаат на најшироките народни маси, давајќи му на светот уште еден доказ за хуманост, надеж и волја за преобразување и надрснување, без што цивилизацијата на оваа планета би оглувела, онемела. И истата би била посиромашна пред генерациите кои доаѓаат. Градот Гевгелија до неодамна ја имаше живата легенда Илија Џаџев. Денес неговото тело почива на местото каде што ја одржа својата најчудна серенада, а неговиот дух се уште шета од уста во уста кај гевгеличани. Илија Џаџев беше поет, музичар, професор, авантурист.